Скопје 2 дена се тресе. Кога дрма бегате? Професоре, од што може да не штити? За продавање орда во јаздешно се. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, вака биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на Аргументи. Македонија долго време живее со оваа криза за која многумина веруваат дека е домашна, јасно, но дека можеби влијанието и причините за незиното обстојување или решение се наоѓа надвор. И во позитивна, и во негативна смисла на зборот. Како и да е, ќе мора сами да ја решиме. До некој степен дојдовме, значи председателот Иванов конечно му го довери мандатот на лидерот на дотогашната опозиција Заев, кој ги почна разговорите или преговорите со политичките партии од новото парламентарно мнозинство за формирање на влада. Се шпекулира со кадровски решенија за кои што се уште не знаеме какви ќе бидат, но нешто се уште виси во воздухот околу онаа така наречена декларација или платформа на албанските партии, од која покрај гаранциите што ги даде Заев до председателот, представниците на некои од политичките партии на албанците се уште тактизираат во изјаснувањето околу тоа. Овие некои дубиози и дилемики ги расчистиме денеска со моите гости, двајца професори, господинот Александар Даштевски и господинот Шпатим Летифи. Добро вечер. Господа. Летифи, некако заради етничката припадност, не толку заради стручноста, може би подобро ги познавате приликите меѓу политичките партии на албанците. Се чини дека едно големо стапување од страна на ДУИ во изјавата на Ахмети имаше околу тоа дека за нив сега не е целосната платформа во пакетот на албанските партии, дека приоритети се евроатлантските интеграции, владењето на правото и така натаму. Тоа не е случај кај другите представници на партиите. Зошто е тоа така и дали тоа може да биде пречка во конечното формирање на владата? Добро, пред се дозволите да ги поздравам гледачите и да им го честитам Рамазанскиот месец на сите верници од муслиманска вероисповест. Што се однесува до вашето прашање, ги слушнавме изјавите на лидерите после нивните средби, изјавата на господинот Ахмети. Мислам дека нема шанси или нема изгледи да дојде до тој исход кој што ви го споменувате околу можноста да не се направи коалиција. Мислам дека разговорите за формирање на владеачка коалиција привршуваат и се при крај и за неколку дена, како што беше најавено на вистина, дека се очекува да се излезе и официјално во јавност со ново формирана владеачка коалиција. Што се однесува до декларацијата пред се, повеќе отколку платформа на албанските политички партии, која што беше пред неколку месеци договорена и подпишана, мислам дека станува збор за чувство или перцепција на работите и како навистина ќе се дадат, како се даде приоритет на работите од самата декларација, бидејќи ако се сеќавате, во самата декларација има неколку точки, од кои што имаше некаков својден консензус во јавноста дека дел од тие работи треба да се дискутираат, да се расправа околу нив и тоа на колку што е можно поширок инклузивен процес меѓу сите партиски и општествени чинители, како што е на пример одлуката или резолуцијата која што се бара за осуда на геноцидот врз албанското население и тоа во различни историски периоди, особено значи со акцент на геноцидот во 20-тиот век. И тука може да има различни толкувања околу тоа кој може, кој треба и на кого треба да се однесува таа резолуција. И навистина може да се прошири таа рамка ако се размисли
бидејќи факт е дека албанскиот народ во разни историски моменти бил прогонуван, меѓутоа тоа не исклучува и опцијата дека и останати народи биле прогонувани, затоа што пред независна Македонија, македонците како народ, односно пред Југославија, значи не раководеле, не ја воделе државата, така што и македонскиот народ историски е обесправен и таа рамка можеби треба да се размисли, да се прошири и да се подкрепи убаво пред да се избрза со некоја резолуција која што евентуално би донел парламентот, собранието. Меѓутоа, тоа се однесува само за тие релации кои што се однесуваат на пред се Македонија и како република во рамки на бившата Југославија и како независна држава. Меѓутоа, овој период е од поновата историја, што се однесува до времето пред ова, тука секогаш стои дилемата дали може македонскиот парламент или собрание да се извини за нешто кое што реално македонската држава го нема направено. Така што ако се однесува прашањето на тој дел од заедничката декларација на албанските партии, можеби треба навистина да се размисли техникалиите како ќе се спроведе. Мислите, има битни и по-небитни работи за кои што може да се... Има поприоритетни работи, затоа што факт е дека треба, и тоа итно, да се даде приоритет на интеграцијските процеси, реформските процеси и диалогот и со Европската Унија и со зачленувањето во НАТО. Ние само за неколку дена, следната недела, веќе ќе имаме и официјално стапување како членка во НАТО од страна на Црна Гора. Така што тој мозаик мора да се затвори. Без Македонија, Косово и Србија, перспективата на Србија веќе е по нејасна околу НАТО интеграциите и веројатно во блиска или средна иднина Србија нема да сака и нема да може да се зачлени во НАТО. И затоа тоа е приоритет за Македонија, затоа што последниве 2 години политичката криза во Македонија навистина доведе до блокада на сите политички процеси, па и интеграцијски процеси, економски реформи и секако дека тоа треба да е поголем приоритет во моментот, отколку дел од работите. Меѓутоа, ако има тенденција, во што јас не би сакал да верувам, дека се заборава декларацијата како таква, тоа може да се одрази како проблем за самата ДУИ, затоа што ние имаме БЕСА, например, која што веројатно нема да биде дел од новата коалиција и која што секогаш ќе удри на таа политичка карта, условно да речам, и тоа ќе биде уште еден мотив или потик за гласачите на наредните локални избори кои што идат многу брзо да поентира. Така што не би верувал дека ќе се дозволи тоа. Господин Даштевски, вашиот коментар за ова, јас лично имав малку дилеми околу улогата на партиите на албанците во новата владина коалиција, но сепак вашиот став околу целата оваа ситуација, како би подоцна имам и конкретни прашања околу ова што Шпатимјот Фиго говореше. Па јас би се вратил малку поназад, нели? Например, од 2008 година па до 2014, така е донесен овој законот за СЕО, прислушкувани разговори од 2008-2014, тоа некаде на крај на 2008. Сметам дека тогаш се беше пресудна улогата на Џорџ Буш јуниор за решавање на името на Република Македонија. И нели политичките партии, а тогаш беше претседател на државата Бранко Црвенковски, и тој прифати, се договорија, а веројатно и грчката страна, се надевам, не знам, се договорија во Букурешт на самитот, нели, 2008 да биде признаена Република Македонија под референцата Република Македонија во Заград Скопје, ако се сеќавате. Кој се договори? Буш? Па не знам, важно се вртеа такви муабити. Мислам дека сите се договори. А и домашните, добро. Да, затоа што отидоа заедно, нели, Бранко Црвенковски и Груевски и цели тимови, значи на председателот на државата, на премиерот и други политичари, министерот за
надворешни работи, тогаш Антонио ми се чини беше, да, Антонио Милошевски. И беше тоа договорено, меѓутоа во тие моменти во Грција почна многу јака криза да се чувствува и дека ќе се случи нешто многу лошо, што малку подоцна и се случи, нели, како да кажем, банкрот, финансиска криза, која се уште трае и не е на повидок никаков расплет, бидејќи тоа треба години да се збореше со стотици милиарди евра долг кој го имаат грците. И тогаш мислам дека претходно и потоа се правени притисоци врз владата на Грција и политичарите на Грција и во Македонија. Да се признае тоа. Меѓутоа, сепак, јас и овие години, последната година сум разговарал, нели, ќе се сретнам на некоја конференција со некои амбасадори, сега да не именуваме, нели, изворите може да останат тајност, и тие сметаат дека многу притисоци се направени на грчката страна. Меѓутоа, не може повеќе да отстапува и сега треба да се направат отстапки на нашата страна за промена на името и фактички и они не се сјајни, затоа им се случи и тие работи. Наместо да се занимаваат со решавање на економијата, они немаа воведено до, не знам, 2011 ми се чини, ДД, што ние го имавме од многу поодамна. Така што, наместо да се занимаваат со тоа, они се занимава исто со национализам и главно, број 2 прашање после економија во Грција е прашањето за Македонија. Сега имаме малку отстапки од страна на новиот премиер, нели, на страната нивна, на партиската страна е напишано Македонија и тоа е сега главен проблем во Грција. И фактички сметам дека од тогаш почна се. Значи, ако бидејќи ние веќе не бевме спремни на отстапки, сметам дека политичките структури во тоа време сфатија дека всушност Грција не сака промена на име, тоа е само изговор за решавање на други политички проблеми во државата внатре. Тоа уште не се знаеше дека ќе финансиски колапс. Тоа мислите влијаеше во создавањето на кризата во Македонија? Да, мислам дека тоа влијаеше најмногу во создавањето на кризата и од тогаш почнуваат тие прислушувања за кои, нели, слушнавме и на снимка од Пим Мерки, дека всушност тие доаѓаат од странство, разговори дека таму се пратени, така барем беше изјава. Мислам околу сформирањето на новата влада, дали тоа ќе се случи? А за новата влада? Па добро, јас затоа сакам да не ги зборуваме тие. Не, на платформата албанските партии, дали може да се случи, да речеме, да не дојде до Па тоа сакам да кажам, ја вие, ако се сеќавате, кој потоа почнува тоа, завршува процесот некаде 2014 година, нели, до тогаш се снима. И после тоа одат овие во притвор, нели, тројца што снимали и така натаму. Значи, до 2014 се нема понатаму прислушкувани разговори. И затоа ја ги сметам легитимни изборите во 2014, бидејќи нема за таа година ниту жалби, ниту приговори, ниту има снимени разговори. Значи, тогаш почнува да, после изборите, нели, уште у 5 до 7, опозицијата излезе председателот Зоран Заев и рече, ние не ги признаваме изборите. И после неколку месеци дојде до оној разговор, каде што се вика или ќе се... Тоа беа 2016. Не, тоа беше 2014. Не говорам, но после таа криза која што траеше... Сакам да кажам, тоа е причината за сите работи и вие ако се сеќавате кога почна пржино, а сето тоа било претходно добро испланирано. Ја одев, например, уште во јануари, февруари по емисии, и таму јас бев против замешување на странскиот фактор, сега сами не викаат странците, вие треба сами да си ги решите проблемите. И сметам дека ние треба да се договориме, да седнеме, мислам дека уште не е надминато тоа. Многу преголеми се тензиите помеѓу партиите, посебно помеѓу македонските партии. Меѓутоа ќе се работи и понатаму на тоа, меѓутоа тогаш беше уште полошо. Ја викам, не треба странски фактор, а одредени аналитичари блиски до тие структури што знае, викаат не треба и ќе дојде политички. Даштевски, точно се слагам, да овој парламент веќе од понеделник ќе почне да работи. Да, сега па јас сакав да победа дадеме, некој инаку мислам дека ќе зборуваме за овој парламент. Ќе зборуваме и за овој парламент. Значи што ми е поентата сега и со платформата, нели, спомнавте и ова. Значи, ако се сеќавате кога почна пршинскиот договор, извештајот на Прибе веќе беше готов. Како испадна тоа 6 месеци тука да пил и да проверувал, веројатно сите мислеле дека се работи за некоја европска институција која врши некој мониторинг на процесот на евроинтеграции и 28 маја, ако не се лажам, или тука некаде, излезе извештајот на Прибе. И веднаш после на 2 јуни почнаа првите преговори во Пршин, затоа што имавме некоја основа, нели?
база некоја Добро, за... да не со да чуем многу Не, овој. само ова сакав да го кажам. Кога траја преговорите Многу во назад пржино, завршија проблемите значи тоа. само ова сакав да го кажам, бидејќи е поврзано со платформата. Значи кога траја преговорите во пржино, меѓу македонските проблеми беа поактуелни. Значи, се сеќаваме на повеќе фотографии каде што Али Ахмети и Тачи, тогаш бидејќи нели и ДПА учествуваше во процесот, седеа на страна и си пушеа цигари, никој не зборуваше за некои меѓуетнички проблеми. Ама дојдоа изборите, се појави Сакам нови да политички кажам, субјекти, значи, тоа што настана Според платформата. мене Таа стана се работи постепено. за еден инженеринг кој доведе, сега е дадена е мандатот и сега треба да се прави влада. Значи тој инженеринг заврши, по секоја цена сметам дека требаше да се тргне ВМРО ДПМН од власт. Тоа беше поентата на тој инженеринг што го правеа некои центри на моќ и нели не важи ни победникот да формира влада, не важи ни победник со победник, ни едно правило не важи и сега малку се ретерира и од платформата која беше така јако поставена за да во почетокот ретко кој би ја прифатил, меѓутоа ако некој знае дека така ќе се одвива етапно фаза по фаза, нормално дека ќе ја прифати. И знаеме дека Иванов кажа и рече дека му се тоа некои информација од безбедносни структури дека коалицијата ВМРО ДУЈ е растурена вечерта преку телефон. Тоа му е информација дека од некоја странска амбасада тоа се случило. Така кажа. И сега фактички мене ми е дека можеби некој ги знаел сите овие работи и си постапувал, што викаме ние, играл по ноти. Значи вака треба сега да се постапи, ќе ја префатиме целата платформа, па после ќе ретерираме, па и изјава се подпиша дека нема да се спроведат некои работи, па ретерираше малку и ДУИ, па ретерираше малку и Села, нели таа партија, како се вика сега не е многу голема партија, меѓутоа испадна дека он сушност пака доста важен играч, како да кажем, на политичката сцена. И го гледав баш таа емисијата Пруга е Реј, гледам дека сега малку му се обекнати ставовите и дека не е состојбата она што беше, што вика испретим за оваа платформата, тоа беше малку не малку, него можда многу нејасно, дека ние да признаеме сега дека србите вршеле, па не знам, други војски така натаму, тоа треба да се прецизира, да се види дали така ќе се рече или на друг начин ќе се реши, бидејќи јас ја читав и оваа платформата на Академијата на науки на Албанија и таму отприлика излеков некои заклучоци и ги ставив во една моја колумна од 4 страни, која беше ставена неколку дена, можеби 5-6 дена на Курир, каде што јас излеков одредени заклучоци, бидејќи платформата е околу 50 страни и сватив зошто се бара тоа, бидејќи уште е нејасно на македонската јавност, треба уште тоа да се промовира тоа прашање. И историјата сватив и како е дојдено до тие граници, пошто не ми беше јасно да се. И фактички тоа тргнува Академијата, Албанската академија на науки тргнува од пред историјата. И смета дека Добро, да не навлегуваме во манус, ако почнеме и Сану и албанската да ја објаснуваме. Нема Ману, нема никаков став. А има Сану и тоа е превод на Димитар Мирчев кој има сите можни платформи. Латифи, дојдете до една дневна политичка тема, може имате реплика, но сакам да прашам кога дојавме до овие партии на албанците и декларацијата. Ако еднашка се дадени гаранции, се чини дека таа платформа беше на некој начин собир на програми или желби на сите албански партии од 90-та година наваму. Но не беше на некој начин унисона. Секоја партија имаше свој одделни барања, што подосно ги ставија на купче. Сум имал често забелешки на изјавите на представници на ДУИ како водечка партија на албанците, дека тие секој се однесувале рационално, државотворно, дека воделе сметка повеќе за државните интереси, одошто за партиските интереси. Се чини, барем декларативно, и сега како да затоа и ретерираат, малку и делува дека ретерираат, во интерес на формирање на некоја заедничка влада и на спуштање на страстите кај сите оние македонци кои што излегуваа студено и надвор, плашејќи се дека Македонија нема да биде веќе унитарна држава. Но Беса, особено Беса, која беше најзатворена за македонското гледалиште, за македонскиот граѓанин, да знае што мислат, наеднаш како да го врти листот со ова тврдо стоење на некои ставови и
барање за редефинирање на Македонија, повторно предизвикува бранување во јавноста, веројатно и во албанските и во македонските медиуми, и вие велите дека на база на тоа, таа игра на картата на популарност за локалните избори кои што престојат. Но нели сите сугестии за кои што говори Даштевски, вие и странците кои што доаѓаат, дека државниот интерес треба да биде пред партискиот. Зарем Беса сега останува најзатворена и најтврда околу обстојувањето на редефинирање на државата, играјќи на картата на новите избори? Вака не сум убеден. Не знам дали се разбрахме со оваа моја експликација, што точно сакам да кажам. Јас не сум убеден која е политичката филозофија на Беса како партија и мислам дека како нова партија Беса, она е и во процес на самодефинирање и на таа политичка филозофија и на дискурсот политички кој што ќе го завземе. И мислам дека една од две или три причини зашто Беса се однесува така е именно тоа, немањето можеби политичко искуство, како новонастаната партија, која што ги дефинира програмите, која што дефинира и кадровската политика, која што ги дефинира и партиските определби и секако и визијата за дали би сакала да учествува во владата или не. Ние имено сме и сведоци дека Беса и во овој момент е во разговори со СДСМ за формирање влада, меѓутоа на начин на кој што повеќе наликува на желба да не се успее да се постигне договор, отколку да се успее. И мислам дека тоа е само алиби за Беса, за да не учествува во владата, со тоа што би имала барем два адути за незиното постоење и обстанување, меѓутоа и зголемување и покачување на рейтингот во масата. Имено прво, они тоа што го нарекуваат учество на ДУИ и ВМРО ДПМН во изминативе, не знам, 10 години на власт и криминалите кои што ги спомнуваат, не сака да бидат дел од таа влада, затоа што имено ќе станаат соучесници и со тоа си градат и позиција. И второ, со покажување на подцврсти ставови, начин како би добиле поголема поддршка кај народот. Значи, колку реално Беса може да обстои тие ставови, треба допрва да се види, бидејќи се што ќе кажеме ќе биде шпекулација и прејудицирање, иако моје лично субјективно размислување е дека Беса го нема капацитетот тоа да го направи. И факт е дека од друга страна ДУИ правеше премногу компромиси во изминатиот период на сметка на личниот рейтинг и на партискиот рейтинг, а за една така повисока цел, зачувување на мирот, стабилноста, европерспективите и меѓуетничката кохезија во Македонија. Меѓутоа, се случи тоа што се случи и дел од извештаите кои што во праве Даштевски, значи и извештајот на Прибе, меѓутоа реално Македонија секоја година добива и од Европската унија, и од Стейт департментот, и од сите странски, но и внатрешни чинители во општествениот живот, невладени организации и така натаму, одредени критики кои што мора Македонија подитно да се справи. Тоа е и предмет на фамозниот, меѓутоа не толку зборуван во нашата јавност на 17 мај седница на подкомитетот за надворешни работи за Европа и Евроазија на Стейт департментот на Конгресот, каде што сведочеше и депути заменик секретарот, државен секретар Хојти, кој што непосредно пред тоа беше и во Македонија и олеснуваше за надвинување на кризата. Морам да кажам дека Македонија има капацитет често да западне во кризи кои што самата не може да ги реши или со кои што не може да се справи. Тоа веројатно и поради недостигот на институционален капацитет и на државотворен капацитет и пред се премногу партиите стануваат себични во борбата за власт, било од страна на таа кој што сака да го продолжи или партиите што сака да дојдат на власт, меѓутоа на тоа налага задолжително
меѓународно присуство во такви случаи кога веќе не можете да излезете од кризата. Да се подсетиме, значи ние имавме упад во парламентот, во собранието, каде што многу малку фалеше да има и жртви, иако физички и психички секако беа нападнати и еве првпат се случува не само во историјата на Македонија, не се сеќавам во друга држава дали имало случај, значи од граѓани, кога велам од граѓани не мислам на толпата мирни протестирачи, мислам пред се на уфрлените на некој начин гледаме дека веќе почнуваат да ги идентификуваат, па дали тоа биле лица и од самите безбедносни сили, структури, полицајци и така натаму со фантомки и со маски, кои што првпат се случува да напаѓаат пратеници во самото собрание, а при тоа имате на секој ќош по неколку камери. Така што сега е тоа топ приоритет за Македонија. Имено, после завршување на таа приказна и расчистување дека во Македонија ќе има владеачко мнозинство ново, делумно, бидејќи ДУИ ќе биде во составот на тоа ново владеачко мнозинство, како старо ново, автоматски ќе мора подитно Македонија да се издигне и да се надвине себе си и нашите институции мора да покажат капацитет, прво сите проблеми, не само од 27 април, туку од сите прислушкувани разговори, да им дадат некаков епилог. Судски, ваков, таков, онаков. Меѓутоа, работата не смее да се забошотува. Сите кои што биле предмет на прислушкувањето, не исклучувам никого, а за кои што има индиции, а има премногу индиции на тие разговори, дел од кои што имаше јавноста можност да ги слушне, има и текако индиции за покренување на обвиненија. Се плашам дека сегашното судство во овој состав, и тоа не го велам бидејќи така очекувам, го велам затоа што се повикувам на искуството. Ние само пред неколку дена имавме судски одлуки со кои што безмалку се ослободуваат насилниците во собранието, односно се пуштаат со условни казни, што е смешно. Значи, експерти правни излегуваат со низа на квалификации околу делата кои што се направени, и тоа се сериозни кривични дела, не се прекршочни или вакви или онакви. Така што, прво тоа, второ, автоматски мора Македонија да го започне и по можност да го заврши процесот на интеграција во НАТО годинава. Ова може би звучи малку преамбициозно, меѓутоа реално постојат шанси со добра волја, па и со кооперативност од страна на Грција, инаку се сложувам со Даштевски дека таа соработка воопшто не постоеше од страна на Грција, и именно зашто Македонија не е дел од НАТО е првенствено поради самата Грција, која што 2008 го направи проблемот со несогласување. Така што тоа мора да се случи годинава за да се врати Македонија во нормалните текови и потоа сите останати работи може да ги разговараме. Да, ќе запреме тука мала пауза за реклами. Чешка во студио, малку да земеме здив, а потоа ќе продолжиме со ова каде што почнавте Даштевски, каде што заврши шпатим околу улогата на странците и приоритетите на Македонија за евроатлантските интеграции. Одиме со реклами, а потоа продолжуваме со аргументи. Еве неповторно во аргументи, почитувани гледачи, разговараме со професорите Александар Даштевски и Шпатим Лјатифи. Имавме, господин Даштевски, два различни влеза, ама до исто дојдовме. Да. Почнеме со внатрешната криза и формирањето нова влада. Вие влеговте од надвор кон внатре, но дојдовме до истата. Па јас сметам дека овие работи што ги почна Шпатим треба да ги искоментирам. Јас бидејќи наистина се важни. И нели почна со партијата Беса. За мене партијата Беса е голема се уште и многу се обидувам да навлезам во тоа каква партија е. Гледам дека е силна партија. Меѓутоа се уште не сум навлегол. И гледам јас и албански телевизии, нели Алса Тем 21 вести и 21 и Шења гледам понекогаш, пошто има нели гостуваат колеги наши. И
не можам никако да дефинирам партијата, бидејќи Добро се кријат. ама еве тоа сакам Дали да се кажам. толку многу Значи, радикални за избори што- немаше ни една реклама. Веројатно имаат некои да. своји кругови каде што они, значи да има за избори реклама, ние ќе направиме тоа и тоа. Од друга страна гледаме дека многу сериозни резултати има. Јас Единствената телевизија што беше отворена за Беса пред кампањата и за време на кампањата беше оваа телевизија. да, И тогаш дојдоа два пати, Дојдоа има неколку, сосема да. различни два аспекта на програма и потоа замолчаа, како да се исплашија пред македонскиот аудиториум да ги кажа своите ставови, Меѓутоа, еве го кои гледав ден денеска неколку како да не ги пати, кажува. да речеме лидерот Касами. И гледам дека е подготвен доста. Мислам, друго е тоа што сака и што дали ќе постигне тоа во целост редефинирање тоа што идеи. Што не го ги знаеме што Да, подразбира тоа. меѓутоа Иако ветите дека ќе гледаме дека објасни. е политички подготвен, вака добро изгледа, што е добро за нели за политичар и така натаму. И гледаме дека постигнаа солиден резултат. Ја ги погледав резултатите на веб-сајтот на ДИК. Значи они у неколку места за 200 до 2000 гласа ќе освоја уште 2-3 пратеника. Многу малку им фалеа у 3 изборни единици да се доближат, а тука би земале евентуално и од ДУИ. Значи би биле близко многу, а сега овие најнови анкети, нели, мораме за тоа да зборуваме, покажуваат дека се 8-7 со ДУИ. Значи уште им расне рейтингот на Беса, а паѓа на ДУИ и да не забораваме дека нели се сретнаа и тоа не се ни крие со политичкиот аналитичар Владимир Божиновски, кој знаеме дека нели има своја NGO за истражување на јавно мислење, како се викаше Институт за политички истражувања, и тој е врвен професионалец во таа област. Веројатно и тој им има сугерирано нешто, дека и факт е тоа дека ако влезат сега во влада со еден министер, што не значи многу, бидејќи тоа им се нуди, нели? Едно министерство и можеби две заменички места и евентуално неколку директорски, што е премалку во однос на тоа ако победат на локалните избори. Така што сега можеби ја не Сега ме замислите, може да е Беса идниот партнер на ВМРО ДПМН? Многу е важно тоа и гледате вие дека дури ДПА, кога имаше, да кажеме, градоначалник на Тетово пред Теута, беше од ДПА. Овој што е ректор на Тетовскиот, да, Сали Беджет. И тогаш ДПА добро се држеше, бидејќи Тетово е голем град, има многу можности за вработување во јавните предпријатија на градот, има влијание и така натаму. Сега СДС, ако се сеќавате, многу автобуси доаѓаат од Куманово, од Струмица, како логистика на подршка на овие шарените револуционери, бидејќи таму победници, нели, градоначалници се од СДС. Значи не е за подценување локалната самоуправа, а и влијанието во градот. Значи тука може да се влие и за наредните избори, да се вработат луѓе со тоа што тие се нели потенцијални гласачи и така натаму. И на крај еве да кажеме и ВМРО ДПМН. Многу проекти не можеше да спроведе во одредени градови додека не победи со големо мнозинство на локалните избори кои се одржаа пред повеќе од 4 години, меѓутоа да речеме во Штип се прави болница, тоа не изводливо беше во Битола, стадион и така натаму. И мада во Битола цело време победува, меѓутоа зборам за градови каде што не победи. Еве гледаме како е сега у центара, како беше. Дели Дупот се смени, па се нацртаа. Да продолжите за сакам да кажам. партиви за кои што Сега тука сметам дека и се тоа разбира да дојме до подкомитетот. дека тоа е една од причините, а тоа што викаме ние дали е тоа партиски интерес или не е, сметам дека повеќе ќе им помогне на Беса, бидејќи тие ќе останат принципијални по однос на тоа прашање за платформата, а од друга страна на локални ќе добијат многу плени. А доколку влезат во владата ќе добијат едно министерство. Значи има логика. Сега шпекулираме. Шпекулираме сега од каде знаеме. Јас реклов вие не. Тоаш прашав чи посакувам партнер ќе биде Беса на наредните избори на СДС или на ВМРО. Па, тоа сакам да кажам, значи ја го кажав тоа на некој начин. Значи не треба да ја подценуваме таа партија, бидејќи гледаме дека е многу сериозна и дека многу голема поддршка има. Ама знаете што, ако тие еднаш ке побарале да не влезат во коалиција со партија каде што имаат членови под сомнение на СЕО, тоаш
Ќе биде Знам, фурен тоа, со секоја ама друга тоа партија. зависи кога ќе бидат изборите и до кога ќе трае овој мандат на СЕО без. Или пак решиле вечно да бидат опозиција сега. Да, не може тоа, не може тоа. Мора Само еднаш да ги само што оние ако победат со рацете да влезат во локални, власт. тогаш ќе имаат одрешени раце, ќе бидат многу појаки, ќе имаат многу појаки преговарачки позиции. Значи нема да бидат. Само ово да ја прашам, бидејќи дојдовме до бесија, кој не сакам цела емисија за бесено Да. како еден елемент кој што Па да на некој завршиме начин тоа го мислам да. јас. Ова што го спомна Лјатифи подкомитетот на Конгресот, каде Да, што имаше да, да. hearing, не знам како Да, да hearing, преведеме тоа. сослушување. Сослушување, бидејќи таму исто има извршна и законодавна власт, веројатно Хојти требаше Да. пред Конгресот, пред Да. законодавната власт да каже до кај е со Балканот и таму освен неговото искажување имаше видни научници, професори кои што имаа свој став Да. и мислења. Меѓу нив и Даниел Сервер, се разбира, познавач на приликите и Да. професорот Гордон Бардош и Диогарди, се разбира, еден лобист. И Елиот Енгел. Да, и До други. Диогарди мислам по потекло е албанец, само од Албанија. Па знам дека е албански лобист, дека е албанец. Инаку ја сум се сретнал со него, 90-та година беше во Македонија. Генерално доминираше темата дека Америка е на Балканот за да го спречи руското влијание, кој што Така се е, повеќе така е. добива замах. Тоа го И нивната цел- во конечното она Експозе hearing, беше да го кажат тоа, така. Да, значи Хојти го каже тоа на крај. Да. И конечно руското влијание на Балканот. Но во искажувањата на овие професори, на Сервер и другите, подецидно стои тенденцијата на русите за спречување на овие земји на Балканот да го забрзаат својот процес кон евроатлантските интеграции и предлагаат и мерки како тоа да се случи и укажуваат каде тоа русите влијаат за тоа да не се случи. Па ги вклучува изборите во Македонија, поттикнување на сеалбанскиот Па, сентимент или кај некои албанците. Земји Овде, членки на значи, НАТО вклучија. И овој национализам кај албанските партии може да е, според некои од овие експерти, дел од влијанието на русите кои што создаваат таква клима да не можат овие влади, прогресивни да ги наречам, кои што сакаат во Македонија и во соседството побрзо да станат членки на Европа и ги спречуваат во тоа. Дали има вистина и како овие мали земји тука ќе се справат со едно големо влијание, како што е влијанието на Русија, ќе треба да се приклонат повеќе, ќе треба да станеме поголеми соработници со САД. Како гледате вие на Да, тие влијанија, значи- бидејќи до сега сме гледали можеби негативно на странските влијанија, мислејќи дека сами ќе излеземе од криза. Па вака кога се однесува директно на Хојти, Хојти е човек од претходната администрација на Обама. Значи, од продолжи, демократската. Да, имаше некои и тоа е штета за Америка, што околу 20% или повеќе, не знам, дадоа оставки. И сега таа постапка во Конгресот трае долго за ставање на нови луѓе и гледаме дека стагнира, многу лошо се одвива американската надворешна политика и дека главно се одвива преку кабинетот на Трамп, а помалку преку Стейт департментот. И има една несмасна изјава, само да ја спомнам, бидејќи многу е важна и за нас тука. Значи, во рок од 1 сат или 2 сата, портпаролот на Стейт департментот рече дека во Турција референдумот не бил демократски, а после 2 сата Трамп честиташе на Ердоган демократски референдум и видовме дека после недела дена има и официјална посета на Ердоган. Имаше и други некои Да, ситуации. ама тоа било значи договарано, они биле во контакт, меѓутоа овие Стейт департментот не знаеле, меѓутоа сакам да кажам Хојти е човек од претходната администрација. Вие земете пример во Македонија. Сега така што тоа е негативно дека е тоа? Не, друго сакам Тој е да под кажам. влијание на Клинтоновата. Друго сакам да кажам, значи тој е под влијание на таа администрација, на она администрација што Трамп лично, и он го измисли тој термин, ја нарече Deep State, длабока држава. Значи држава во држава. Чекайте, мислите дека не му служи на овој председател? Видете се, земете ги амбасадорите овие што се сега поставени, како ќе се однесуваат во време на новата власт. Нормално дека ќе имаат некои симпатии кон старата власт која ги поставила, бидејќи им следи, нели, и им истекуваат мандатите, меѓутоа сметам дека тоа е дел од таа екипа која
ја заговараше и ја направи целата оваа криза. За мене и самата постапка на 27 април е смислена од тие центри. Затоа што проценката беше дека ќе влезат луѓето доколку се направи политичка провокација, она што се направи со изборот, бидејќи знаеме дека изборот, ако го земеме уставот, ја го носам, не е устав, не е ни го согласно со деловникот, затоа што знаеме како се води седницата, пак да не ги објаснуваме истите работи. Не ги објаснуваме, ќе организираме друга дебата на оваа тема. Политичко насилство кое се случи, нели гледавме во парламентот што се случува, испровоцира физичко насилство. Од прилика се претпоставуваше тие луѓе што ја прават таа, затоа што кој ти на некој начин даде порака. Јас кога ќе дојдам да биде решено тоа со изборот на председател. И се дали насилно или не, и одма они после го признаа, а сите знаеме и они знаат, не се толку наивни, дека начинот на кој се направи тоа не беше уставен, а можеше да се направи уставно, меѓутоа ќе се пролонгираше. Америка го призна тоа, значи Трамп го признава или Трамп не, рекоа после дека нели на хиерингот слушнавме дека тој фактички не се консултирал со Рекс Тилерсон, генералниот секретар на надворешната политика, да, за надворешната политика и дека никогаш не се ни сретнал со него. Значи он како заменик помошник на официјален на Стейт департментот, он има право на такви работи. И мислам дека него го викна на помош амбасадорот Вели, бидејќи тој нема толку големи овластувања како што има Хојти. Затоа што може би му требало помош на некои други центри на Балканот и така. Рона Бакер е повисок од Хојти или не? Точно е повисок е, меѓутоа гледаме ние дека Трамп се уште не му дошла на ред нашата политика. Ама еве Рона Бакер па беше председател на подкомитетот, ама рече Македонија не е државата, не треба да постои. Тоа сакам да ви кажам. За работи се овој републиканец Трамп или овој Клинтон. Полека се информира, не се информира. Значи полека се информира. Не информира дека постои Македонија, дека треба да се подиgne на Косово и на Албанија. Не се информира за состојбите, не се информира за состојбите. И сега кога се информира, инаку знаете како реагираше македонското МНР, многу остро. Да, тоа е интервју на Рона Бакер. Тоа е точно. Меѓутоа после се извини, нели? Нели се извини Рона Бакер? Се извини. Чому извинувањето ако не знае дека Македонија е самостојна држава, а кој ти е од Клинтон администрацијата? Поентата е што лошиот дечко е добриот дечко, не може. Рона Бакер е републиканец и сега фактички он беше во својство на. Меѓутоа самото тоа што се одвива сослушувањето не значи нешто добро. Значи, он беше таму обвинуван дека се мешал во внатрешните работи на Република Македонија. Ако сослушување беше или беше редовен извештај? Не, тоа беше сослушување. Херинг беше сослушување. И тоа сослушување на него му рече на крај. Рона Бакер му рече на кој ти. Сепак не се слагам со вас, сметам дека со вашето мешање ја уништивте таа држава и дека сепак поради вашето мешање дојде до уништување на политичкиот систем на државата, кој беше нормален претходно. Ако имате реплика. И само уште, пошто не се произнесува за НАТО и за овие прислушкуваните разговори на СЈО, тука би рекол дека само минатата недела се поднесува 3 кривични пријави. Значи нема малку кривични пријави. Знаете дека има многу, а ретко каде бидејќи се телефонски разговори. Друго е да се видео, да се гледа на видео што се случувало и многу тешко ќе се докаже нешто што некој ако зборува дека нели приватни разговори, тоа е интересно за јавноста, на пример ќе го убијам некој таму или ова, ама тоа не се случува. Не. Така што многу тешко ќе се докажат, а не е спорно сега. Мислам, не е спорно во јавноста, мислам, не знам што би кажале сега од страна на опозицијата, на СДСМ или било кој од македонската јавност, дека СЈО е апсолутно пристрасен овде. Посебно сега што овие постапки против Дујон има разговори повеќе, не повеќе, ама тука некаде како против ВБРО не се отвори ни една постапка, затоа што се чека да влезат во коалиција. И значи не е спорно дека само да довршам. И сега СЈО ги поднесува овие, меѓутоа мандатот на СЈО е до 30 јануари. Сметам дека тоа што поднеле треба да се доврши, бидејќи таков и мандатот, и дека не треба сега да се оди толку длабоко во тоа, затоа што не сме ни сигурни дали и тоа не е дел од овој, односно сигурни сме дека и тоа е дел од овој заговор, не заговор, него она како го рекоа инженери. Инженери. Да, и фактички по однос на НАТО, сакав неколку збора само да кажам. Значи, јас па не сметам, не сум
апсолутен песимист сум дека за една година ќе влеземе, затоа што сега гледаме дека БЕС најверојатно нема да влезе, барем тоа е моја за сега убедување, можеби ќе влезат ако има тисуци одредени, ќе гледаме све со преференци, ќе биде многу тесно мнозинство тоа. 62 или 61 пратеник. Знаеме дека Алек Мети ретко оди бидејќи се занимава со партиска. За да влезат во НАТО? Не, за законите, реформите на Прибе и за форум во собранието зборува. Нема дека НАТО го спомна. Кон реформи, да, го спомнав НАТО, затоа не можеме ние, значи за да ги донесеме тие реформи треба да има некој по-солидно мнозинство кое можеби и двотретинско ќе му го обезбеди, посебно за овие закони кои ги предпорачува Советот, односно ЕУ и НАТО. Во понеделник слободен сте да дојдете повторно на една дебата за овие теми околу делувањето на парламентот или се договориме после емисија? После ќе се договориме. Латифи, вашиот став околу ова што говоревме околу улогата на Конгресот, Хојти, Рора Бахер, Русија, Америка и дали тоа беше хиринг на тој начин, се го преслуша Хојти Шобара таму во Македонија. Да. Генерално, значи ова што го говореше Даштевски како во Американскиот конгрес има редовни сеанси на сослушување. И секогаш кога конгресмените, кои што се законодавци, значи малку не беше на место вашето прашање кој е по функција поголем или повисок, тие се законодавци. Да, извршна власт, како и тука. Но дека Даштевски рече дека тоа баш ги испитувале и тие се всушност тие кои што ја операционализираат американската политика и тие нивни закони кои што имено конгресмените и значи представниците од представничкиот дом и сенаторите ги носат. Така што од нивен интерес е на конгресмените од време на време да ги прашуваат луѓето кои што работат на терен од дипломатијата, Стейт департментот, како што бидува и со војската на пример, да се распрашуваат за околностите, бидејќи нечесто, се не велам конкретно за Рора Бахер, меѓутоа неретко се случува самите конгресмени, па и да не бидат премногу упатени во меѓународната политика и меѓународните односи, затоа што тие представуваат одредена група на луѓе и пред се, значи, зависно од тоа дали се американци, дали се афроамериканци, дали се испаници, колку посто од нивните гласачи се од тоа гласачко тело и ги застапуваат нивните интереси. Они така и се доживуваат себе си, значи гласот на народот го представуваат во представничкиот дом или во сенатот. Така што ова е редовна пракса на под телата или под комитетот на Комитетот за надворешни односи, кој што заседаваше и каде што имаше присутни и во својство на сведоци и од Македонија. Значи имаше од партијата на Зијадин Села представник на тоа сослушување, како што имаше и од диаспората, од емиграцијата, исто така. И таму на тие две сесии всушност интерес на конгресменот Рора Бахер, на конгресменот Микс, на Сисилијан, на останатите кои што поставува прашања, беше што се случува, затоа што без разлика која администрација, значи стратешки национален интерес на американците е дали демократските процеси на одреден регион, во одреден регион како што е Балканот, се спроведуваат или дали има некој застој. Без разлика партиска припадност или каква власт представуваат, значи доминира во Соединетите држави, како што претпоставувам и во западноевропските земји, ставот дека на Балканот последниве може десетина години, иако Балканот не е на главните наслови на светските медиуми, како што беше 90-тите години поради војните конфликти, сепак етничките тензии на Балканот се во пораст. Политичката реторика на политичарите почесто знае да биде во функција на поделба околку на обединување. Реформите забележуваат застој и они го гледаат регионот генерално. Значи го гледаат и на случајот во Црна Гора, каде што имаше обид и тоа секогаш се поврзува и не може да не се поврзе со влијанието на Русија, каде што имаше директна поддршка на страна на опозицијата да тоа беше обид за пуч имено, значи да се
да се сруши власта, да се донесе друга партија на власт, која што повеќе им одговара на русите. Диалогот Косово-Србија е исто така многу битен и внимателно се следи. И дали се спроведуваат реформите за одредени стандарди. Имено две работи треба годинава да се случат во Косово. Тоа е визната либерализација и секако да се изгласа законот за трансформација на безбедносните сили во армија. Меѓутоа, затоа американците се да ги поддржат тие реформи, откако ќе се достигнат стандардите, не предвреме. Македонија исто така е битна. Они го гледаат повеќе во контекст на како Македонија функционира како мултиетничка држава, каква внатрешна општествена кохезија ние градиме, како, односно и целиот регион, дали имаме и има консензус на некој начин дека национализмот и етничката поделба и политичката реторика на поделби им оди во прилог на авторитарните режими во овие помали држави, кои што на сметка на државата, значи сите демократски процеси се стопираат и има можност за зголемен степен и на корупција, и на злоупотреба на власта, и на политичко справување или елиминирање на опозицијата. И тоа нив ги загрижува. Тифико, говорите од овој аспект дека се загрижени за функционирањето на мултиетничките општества. При тоа мислите дека и се укажуваат на забелешките на зголемен национализам. При тоа мислите и вклучувајќи и албанските партии и национализмот кај нив или не? Не, значи Затоа што кај не се доживува дека Америка генерално има една поблаго наклоност кон албанците на Балканот, тоа што го наречеме кон македонците или кон србите или кон. Ајде да видиме историски, Дали тоа да се предрасуди подсетиме или не, дали е но тоа така. Значи, поддршката е очигледна и затоа има можеби оправдано или нека во македонското етничко милие дека албанците стално се поддржани од американците. Не, значи 20-тиот И век затоа имат стално американско знаме, европско и албанско како еден реципроцитет. Па и вклучувајќи и Клинтоновата администрација. Добро, тоа е. Да расчистиме некои дилеми околу тоа. Ајде да расчистиме некои дилеми околу тоа. Значи, најголемо влијание во светскиот поредок и односи Америка го забележува во 20-тиот век. Најголем победник од сите тие превирања на Балканот, и тоа од неодамнешната историја, како добитник излегува Македонија, затоа што станува независна држава, со директна поддршка на американците. Значи, Албанија пред 100 години беше држава. Значи, они може да се пофалат дека добиле секојаш. Мултиетницизмот во Македонија и во сите мултиетнички општества. Не осудија платформата, него осудија речникот на некои албански аналитичари, политичари кои што е националистички. Секој се внимава на македонскиот национализам, а повеќе него одеше на албанскиот. Не, ја тука имам албанскиот. забелешка на вашиот коментар затоа што кога се осудува национализмот или политиката на поделби, никогаш во нивниот речник не забележувате презнак македонски партии или албански партии. Значи, они во принцип критикуваат и се борат против таквите поделби и против корупцијата. Имено, тоа го поврзуваат и со влијанието на Русија, бидејќи колку покорумпирана власт, колку по-нереформска власт, колку помалку про-НАТО ориентирана власт и про-Европска унија ориентирана власт, толку повеќе им оди во прилог на русите и Руската Федерација. Така што од тој аспект, и ако гледаме историски, сега не зборувам како албанец, зборувам како Македонија, како граѓани на Македонија. Македонија единствено од Соединетите држави константно добива поддршка. Значи да се подсетиме, таа поддршка не се сведува само на монетарна поддршка или на финансиска поддршка, која имено во изминативе 20 и нешто години е на, не знам, ниво на неколку милиарди долари. И тоа се инвестира секаде, значи не само во политиката и независно судство и подобрување на администрацијата, се инвестира и во образование, се инвестира и во економија, се инвестира и во отворениот пазар и во зголемување на компетитивноста на Македонија и на нашите фирми кои што се спремаат за утре на големиот европски пазар да бидат компетитивни. Ако гледаме така, дури можеби Соединетите држави и не би требало толку многу да инвестираат, ако имаме предвид дека тие се и физички и континентално оддалечени од Македонија. Така беше отприлика одговорот и на Хој ти на Рора Бакер околу влијанието на парите, инвестирањето на Сорос и
усид во Македонија, дека е презголемено тоа влијание на невладина организација, дека тоа е... Во интерес на една страна. Да, но тој рече дека не е дека Да, прашањето на Рора Бахар беше беше се даде и на другата страна. да, додека повеќе се инвестирало во вредностите на ова што велите ние вие, можеме да ги демократија, отвориме право и документите така натаму. и да видиме колку реално од парите што се добиени во Македонија, ова им оди повеќе во прилог на тие што не сака да гледат вистината и кога станува збор за инвестираните пари каде отишле, имено ние можеме да ги отвориме документите. И за 25 години може да видиме колку десетици милиони долари се инвестирани во образование. Најдете ми еден човек во Македонија кој што ќе рече не, ова не е добро затоа што протежира некога, не протежира некој друг. Или, не знам, реновирање на училишта, или реновирање на Дали е така? не знам, интегрирана гранична контрола, да речеме полициска. Каква врска има тоа со подржување на една или друга партија или власт? Значи, меѓутоа да се навратам на тоа што прашавте за прашањето, имено и за парите на Сорос исто така стануваше збор на сослушувањето. Прашањето колку провокативно, толку беше и да инсистираше на одговор дали парите кои што се даваат на отворено општество или на Сорос служат за поддршка на една партија визави друга партија. И Хојти тука рече дека всушност обратното се случува, дека парите кои што ги дава Сорос преку фондацијата Отворено општество, не само во Македонија, генерално се помош за спроведување на програми и проекти кои што имено State Departmentот и странскиот фонд, парите од самата американска администрација се даваат, одат во прилог кон тоа. Имено ако гледаме, ние на вистина еве за ланската година, мислам дека околу 5% од вкупниот буџет на фондацијата Отворено општество Македонија, околу 5% се само пари кои што се добиваат од USAID или од американската амбасада. Така што обратното се случува и тоа оди и тоа е добро. Јас посакувам во наредниот период да не се случи тоа што се најавуваше на тоа сослушување или претходно, кој што беше најавено и предложено за новиот буџет од страна на американската администрација. 37% намалување на фондот за странска поддршка. Значи, тоа пропорционално ќе значи намалување на парите и поддршката која што ќе добие Македонија. И тоа не може да не се одрази, колку и да беше дипломатски речникот на самиот Хојти, тоа не може да не се одрази на квалитетот на поддршката, на интензитетот на поддршката и на длабочината на тие реформи кои што треба да се спроведуваат и во Македонија. Ние и во судството сме имале многу инвестиции во Македонија, меѓутоа гледаме дека најтешко ние тој ресор или тој сегмент во државата да го реформираме. Така што тоа е лоша несреќна околност, би рекол, иако се согласувам дека не секогаш зголемувањето на буџетот директно значи и подобра поддршка или намалувањето, ако човечките капацитети, ресурси се мобилизираат за директна поддршка, тука пред се мислам и на странските амбасади, и на дипломатијата, и на европската дипломатија пред се, германската, британската и така натаму, кои што подиректно и поинтензивно ќе се вклучуваат во поддршка на Македонија. Гледаме последните години, таа поддршка беше само кога беше премногу потребно. Македонија секогаш има потреба. Так, не е само кога е во кризни ситуации. Одиме со уште еден блок реклами, а потоа имаме уште 7 минути за оваа дебата. При крај со вечерашните аргументи има доста реплики, Даштевски. Па јас како сега фактички и мислење, не само реплика. Разбира, и реплика и свој став околу ситуацијава. Значи, сметам дека не постои во меѓународното право, во дипломатијата, во политиката, ситуација кога доколку некоја држава и помага финансиски на друга, може да се меша во внатрешните работи, а никој не е најавен, дури во САД се води процес за мешање на дипломати странски и односно нивни во внатрешните работи на Република Македонија, а камоли во ние да сметаме сега дека не се мешале во внатрешните одредени структури. Не Америка како држава си е нели најразвиена демократија и така натаму.
Значи, нема право да се меша во внатрешните работи никој, без оглед на тоа која помош. Па дури и ЕУ, ако ни даваат помош, се, дури поголемо право имаат ЕУ, затоа што ние претендираме да станеме членка на ЕУ, и затоа, од друга страна, они таа помош, односно тоа мешање го представуваат како помош за влез во ЕУ, во реформите и така натаму експерти разни. И така и одеше процесот во бржина, нели? ЕУ беше медиатор, а само присуствуваше американскиот амбасадор, кој знаеме дека имаше големо влијание на процесот и дури после отворено почна да оди од една во друга, во трета партија, тоа воопшто не е дозволено во дипломатијата. Значи, вие треба да контактирате со официјални органи во државата во која сте представник, односно амбасадор, а не со политичките партии и уште пониски нивоа. Водеше тој по штабови на СДСМ, па се сликаше. И така и дојде покренувањето прво на хиаринг, тоа сослушување на Бейли, од страна прво на 6 конгресмени, па после 6 сенатори, ако се сеќават. Да, значи, не е тоа баш случајно, до сега ние не сме гледале такви работи на телевизија. И тоа сега ова е продолжување на процесот. Затоа што покрај си ова беше како долевање на масло на огин. И фактички сослушувањето на Бейли беше токму поради тие средства, дека не се правилно распоредени, и сметам дека дојде од структури од американската амбасада кои сакале тоа да се прекине, кои го гледале тој процес, бидејќи вие во Македонија никој нема документи како одело тоа. Тие конгресмени и тие сенатори тврдеа дека имаат одредени документи дека тоа не било правилно распоредено и дека имаат како било распоредено. Не зборам сега за овие помоши, тоа се огромни помоши кои траеле 30 години. Значи, од процесот на самостојување до денес, 27-8 години. Тоа е друго, меѓутоа ова сега за директното мешање и распоредување, како што викаат они, на екстремна левица, односно на левицата поголеми пари, не ова политичка партија, туку ориентираните структури. Тоа е точно. Мислам, тоа не може и плюс многу се потенцираше за овие политички, за медиумите. Медиумите, дека одредени медиуми, не знам, ТВ Нова, дали добила некои средства од тие средства што се предвидени за помош на медиумите. Ја добивам само плата. Добро, да не навлегуваме, не е важно тоа. И сега, фактички, тука имаше, нели, и затоа и постојаат тие луѓе, одредени структури, кои се лобисти, што ги спомнаш патим, значи, како што се представник бил на села, не сум знаел, меѓутоа знаев дека има од македонската диаспора представник. Диогарди е исто така лобист албански, он малку порадикално отиде со лобирањето. Значи, затоа и доаѓаат тие. Добро, он беше и конгресмен пред да Да, и конгресмен беше, он беше у висока американска политика, така што и затоа е дојден тој да одбрани одредена страна или да нападне друга страна. Значи, тоа е нешто што фактички би било за помагање на Хојти, да му помогнат од страна на Диогарди, на села, на овие што биле, да му помогнат да ја одбрани таа политика што ја водеа претходно. Затоа што они сам рече, бидејќи со Тилдесо не сте разговарале, како дојдовте до идеја, и он рече со нашите европски партнери, ова е одамна договорено и ние само го завршуваме процесот. Значи, нели Могерини го подржа веднаш изборот, тој како беше и така натаму. Така што тоа е како одраз на тоа. Од друга страна, имаше, јас сепак многу внимателно ја прочитав оваа платформа и криво ми е што до сега не сум ја знаел, на Албанската академија на науки, и таму тие јасно кажуваат. Тие велат дека тој процес затоа почнува од 1912. Тогаш они во Албанија се собрали и прогласиле независност, која била потврдена во рамките на денешна Албанија 1913 во Лондон, и тие сметаат дека пола од териториите на Албанија останале надвор од Албанија. Не е важно тоа, меѓутоа викаат сега за денеска. Тогаш Западот не беше на наша страна, а сега Западот не поддржува и е на наша страна, и затоа овие наши работи ќе ги оствариме по мирен пат со поддршка и помош на западните структури. И тоа и на некој начин со овие што беа таму и се случува. Од друга страна, само сакам да кажам два збора за Русија. За Русија, значи, фактички, ниеднаш партијата ВМРО ДПМН или председателот Никола Груевски на партијата не зазема страна, не се постави на страната на Русија, а Русија пак
само дава дава изјави кои многу не ни помагаат. Значи ниту ни дава на нас нешто наоружување, ниту било каква друга подршка, гледаме Србија каква подршка добива. Американците сметаат дека русите Они се мешаат. сметаат дека можеби ќе направат влијание, дека тие се мешаат, меѓутоа не знам дали тоа ни помага или ни одмагаат. Кога ќе дадат изјава дека треба тој да биде и овој, а јасна е определбата на сите партии во Македонија дека се за ЕУ и евроатлантски интеграции. Така што сметам дека тоа не треба да се воопшто да се доведува во прашање. Значи, до сега ние имаме и затоа сметав дека можеби Русија се меша, бидејќи веќе они пробија со Турција, која Турција е многу сериозна држава во регионот. Може ли Македонија да стане брзо членка на НАТО? Јас мислам дека не може. Со референцията по ранешни условия. Мислам дека прво тој процес не може брзо да се одвива. Не зависи што мислите. На следниот самит на НАТО се препорачува на некој начин Македонија што побрзо да биде. Не знам како би се извело тоа, можеби пак има некој инженер. Со притисок, како што рекоте на почеток и точно, на меѓутоа сметам дека нашата периодот од година дена е многу краток. Не може за толку кратко време да се и референдум и да се најде. Веројатно. Ние не знаеме ни која референца би била. Не знаеме дали ќе дојде. А од друга страна па некако па и тој скептицизам околу името се зголемува. Значи дали да се воопшто да се менува или не и како да се смени. Тоа е друг процес. Тоа е друг процес. И па тоа треба да се реши за да влеземе во НАТО. Не, да се влезе со референцията по ранешни Југословенска република. Тоа ќе зависи како што викаат многу аналитичари, кај вас често се појавува, обично тоа го застапува Ристо Николски, нели, дека ако сака Америка... Така, но дека и он не веруваше дека тоа... Да, меѓутоа јас не верувам дека би сакала, од друга страна, пак не би го занемарил учеството на Грција, бидејќи знаете што Грција сега можеби е слаба економски и било како. Се пак е членка и Не, сакам геостратешки. Многу е битно, Крит го контролира Кипар. Македонија е битна. Значи цел Медитеран. Така да не можеме ние сега со нив да се споредуваме на тој начин, бидејќи ние сме сепак тука во средина. Последни зборови. Три работи сакам да набројам накратко околу историските факти и тоа што се произведува и од академиите. Само ќе се повикам на една изјава Винстон Черчил, што вика Балканот е повеќе произведува историја отколку што може истата да консумира. Така што со ова сакам да не продолжам да коментирам, оти навистина наш интерес е да гледаме напред, не назад. Историјата секогаш ни правила проблеми затоа што поинаку и различно ја читаме и толкуваме. Што се однесува до Русија, навистина не можам како да го толкувам и да го коментирам, не само што се постава прашањето, туку треба да се даде одговор што значи посетата на Иванов кај Путин во ваков еден момент. Тоа секако треба, ајде да не претерам да речам да не загрижи, ако може треба да не загрижи, меѓутоа да се запрашаме која беше целта. Оти сигурно не отиде само да се слика или да се прошета низ Кремљин. Да, меѓутоа самата награда е многу силна и јака порака. Зашто се дава таа награда на него? Која е заслугата? Што црквата? Не, во ред. Во црквата се знае. Црквата и државата во да не речам во православните држави, меѓутоа дел од православни, Русија е една од нив, каде што на православието, еден од факторите на обединување на земјата. Ете така. И каде што таа поделба и дистинција меѓу црквата и државата не е направена како што е направена на пример во западниот свет. И трета работа, значи јас инсистирам дека сите овие сослушувања кои што ги гледаме и сите овие разговори, па и прашања кои што ги покренуваат и сенаторите и конгресмените, се во функција на зголемување на пред се нивната отчетност на нивните представници кои што ги бираат, ги плаќаат и ги испраќаат надвор да работат, како ја вршат работата, како се завршуваат работата. Хојти, колку што се сеќавам од сослушувањето, он рече дека се видел со Рекс Тилерсон, дека не разговарал конкретно на оваа тема, меѓутоа темата била и начините на делување биле договорени преку оние сениорските позиции во State Departmentот и стигнала пораката преку администрацијата, што се сосема нормални канали.
во таква една администрација, значи не секогаш едниот со другиот се седнуваат и легално. се договараат како да постапуваат. Но дека има раштиман оркестар и дека има разногласие во самата администрација, не би се согласил, но факт е дека дел од работите, Deep State-от кој што го спомна претседателот Трамп и дел од останатите политики кои што можеби за кои што зборуваше пред изборите, почнуваат да се менуваат. Затоа што и тоа е разбирливо, он доаѓа со друго искуство и секако кога не си политичар од кариера, за време на кампањата можеш дури да кажеш што сакаш, меѓутоа тоа кога влегува во систем поинаку се артикулира. Така што пораката на конгресмените на тоа сослушување, колку и да звучеше сослушување према Хојти и на самиот Рора Бахер, беше дека ние мораме активно и директно да ја продолжиме поддршката, без разлика што се намалуваат фондовите, но да најдеме креативни начини како да дадеме поддршката. Затоа што Европската Унија како рамка и цел на Балканот и Македонија, колку да е интересна и атрактивна, не е самата по себе доволна за државите да ги преземаат чекорите и политичките лидери често знаат да ги донесат погрешните одлуки во моменти кога е клучно и битно за државата. Така што јас немам никаква дилема дека таа поддршка ќе продолжи понатака. Благодарам што бевте гости во Аргументи, иако има уште многу работа многу што треба да се говори, но час и половина е всеки влезе колегата за вестите, мислам дека Да, го почна прашањето за геополитика, тоа значи затоа и се меша Русија, бидејќи тука треба тој гасова да помине. Така што тоа се теми кои треба ги расправаме. Да. Ви благодарам, се разбира уште еднаш што бевте гости во ова саботно издание на Аргументи. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието. Останете со дебатните емисии и програмата на телевизија Нова. Скопје 2 дена се тресе. Кога дрма бегате? Професоре, од што може ова да не штити? За продавање орда во јаздешно се. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го знаев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележени. Нема да читаме цел. Ама молам режија.